Се наоѓаме во поликлиниката Аџи Бадем Систина во Битола. Наш денешен гостин е доктор Оливер Јовковски, пулмоалерголог. Добро дојдовте на програмата на Тира телевизија. Благодарам на поканата. Карциномот на белите дробови, значи се уште во големи размери. Се поголем број на нови регистрирани случаи, се поголем број на смртни случаи. На што се должи тоа? Како значи и во светот, така и во Македонија? Што е најглавната причина, најголемата причина за толкаво зголемување на смртни случаи, на нови случаи од карцином на бели дробови? Секако, карциномот на белите дробови е најзастапен карцином во машката популација, во одредена старосна популација, некаде од 55 до 70 години, тоа е најчест карцином во машката популација, тоа да го споменам, зависно од статистичките податоци за сите земји, тука некаде со карциномот на простата, меѓутоа како здравствен проблем, како социјален терет е многу поголем во секој случај. Во секој случај тоа бројкиве се високи. Некаде во Македонија податоците се оскудни околу новозаболените и починатите пациенти од оваа болест. Меѓутоа се рачуна дека од 800 до 1200 годишно во земја со нашата големина би требало да има нови откриени. Не е најпрецизна таа статистика, меѓутоа се забележува еден тренд на пораст на овој. Негова проблемот со него е дека зафаќа повеќе системи, повеќе органи и дава една многу поголема товар за здравствениот систем и за социјалното обкружување повеќе од било кој друг карцином. На што се должи тоа? Која е главната причина? Сега, една причина кај ниеден карцином, односно кај ретко кој карцином може да се лоцира. Меѓутоа, комбинацијата на пушење, бројот на пушачи во Македонија се уште е повеќе од 50-60% од популацијата, возрастната популација. Потоа, аерозагадувањето, радиоактивните елементи кои што се наоѓаат во почвата, во зградите, исто така, и некои други фактори што не се до крај проучени. Така, дали штетно е, например, има луѓе пушачи кои што пушат една кутија дневно, 2 кутии дневно, има кои што пушат само 5 до 10 цигари? Сигурно, ризикот се зголемува со бројот на годините за пушење и бројот на цигарите. Постои еден коефициент кој што пулмолозите редовно го рачунаат, колку години пуши пациентот и по колку кутии на ден. Сето тоа се собира од земјадели и се добива еден коефициент кој што го кажува некој релативен ризик за карцином, за појава на карцином на бели дробови. Меѓутоа тоа е релативно, зависи од многу фактори, како ниедна друга малигна болест не може да се разграничи дека еден фактор или една причина е за настанувањето на оваа болест. Колкаво е влијанието и врз пасивните пушачи? Се разбира, има во семејства каде што еден или повеќе членови пушат, има влијание и пасивното пушење. Се забележува поголем број на заболени од оваа болест кај оние непушачите. Меѓутоа, во пораст и бројот на непушачи кои што добиваат, се разбира, тука главно се обвинува аерозагадувањето, некои климатски фактори и така натаму. Кажавте дека карцином на белите дробови поголем процент страдава машката популација. На која годишна возраст обично може да се појави? Може да се појави и во помлада возраст, меѓутоа пикот на појавување во возраст меѓу 55 и 70 години. Се разбира кај бивши пушачи или сегашни пушачи кои што пушат повеќе од 30 на години. Како се диагностицира карцином на бели дробови? Да, проблемот со него е дека дава симптоми, општи симптоми од респираторниот тракт, кои што не се карактеристични баш за малигно заболување. Вообичаено започнува со кашлица, подкашлување, задишување, искашлувањето крв е еден од главните симптоми, меѓутоа тоа веќе е знак на една понапреднат стадиум, кај што веќе третманот и диагностиката се само поинаку потешко да кажеме,
во последниве години многу се води сметка за пронаоѓање на скрининг метода, и тоа е тешко, бидејќи рентгенот на бели дробови не дава доволно информации. Компјутеризирана томографија се уште не е толку распространета, расширена, толку усвоена, да кажеме, и од докторите, и од пулмолози, и од рентгенолозите, за да биде сериозен, иако во тој правец да работите наредно, се надевам дека во наредните години ќе се воспостави пракса за еден вид на скрининг кај оние кои што се ризична група, ви ги споменав пред малку. Кога треба да се посети лекар? Јас би рекол секој долгогодишен пушач кој што ќе осети било каква промена во неговиот респираторен статус, односно ако се јави кашлица, задишување, искашлување поинтензивно, да, тоа се симптоми на најраспространета болест ХОП, хронична обструктивна белодробна болест, меѓутоа често знае да оди како истовремено заедно да се јават и симптомите на белодробниот карцином како и на оваа болест. Може да се јави со некои други манифестации, например со плеврален излив, вода во белите дробови или некои други симптоми, меѓутоа тоа е во поретки случаи. Како и дали се лекува? Се разбира дека секој тумор најважно е раното откривање. Тоа ни возможува да превземеме тераписки мерки. Во оваа ситуација кај белодробниот карцином операцијата би било најпожелна, која што во секој случај после е проследена со соодветна хемотерапија. Нажалост, многу малку од пациентите се откриваат во стадиум кој што може да се оперира, да се извади целиот тумор, и во најразвиените земји само 14 до 15% од новооткриените се операбилни, може да се успешно да се оперираат. Тога ни отстануваат другите мерки, хемотерапија, зрачна терапија и така натаму. По извршената хирушка интервенција, дали има одреден број, мислам на години, вие кои што знаете да ги животниот век да му го процените на пациентот? Проценките не се баш благодарни. Секој човек е единка сама за себе со свој организам, своји навики, однесување. Проценките не се најреални, иако за секој стадиум постои одреден критериум колку се очекуваното преживување. Да кажам, на временото откривање најсигурното, треба да се мисли секој општ лекар, матичен лекар, кај секој пушач треба да помисли при секоја контрола, секоја посета на лекар, да се помисли дека може сепак да се крие и тука нешто, тоа ќе отвори пат за да се направи рентгенска слика или компјутеризирана томографија, што е многу посигурна, и да кажеме би се открил пациент кој што е во ран стадиум, кој што може успешно да се излекува. Дали постои некоја превенција која што можеме да се... Превенција во секој случај, прекинување на пушењето е една од главните, и тоа на помлада возраст, или најдобро и да не се започне, меѓутоа Македонија има традиција за пушење, се уште голем дел од популацијата пуши. Ваш совет до сите пациенти? Па не би можел така да го селектирам тоа мој совет до пациенти. Најсигурна заштита е прекин на пушење, или да не се започнува пушењето, и редовни контроли. Ако некој забележи своја почеток на кашлица, задишување, да се јави на лекар, по-реално би било лекар специјалист, субспецијалист, пулмолог, за да кој што ќе може да ги процени симптомите и кој што ќе направи соодветни дијагностички мерки за утврдување, за потврдување на таа дијагноза или исклучување на таа дијагноза. Јас ви благодарам за гостувањето на програмата на Тера телевизија. Се гледаме во наредна прилика. Благодарам.